светот и близината на второто доаѓање ќе биде необичен, материјален напредок. Луѓето ќе го заборават Бога, ќе го заборават небото, ќе заборават вечноста и во својата занесеност ќе си замислуваат дека се вечни на земјата. Сето своје внимание ќе го насочат кон земјата. Што може да биде обезумно од таква насоченост? Не сведочи ли смртта која стално ги стига сите луѓе дека сме создадени за вечност, а да на земјата сме само странци и заради тоа нашата грижа за вечност треба да биде наша главна и најголема грижа, а грижата за земјата треба да биде умерена. Се тоа ќе се јави на земјата поради неизбежно исполнување на Божјото прескажување. Ако се сето ова јави, непријателски се однесува кон Божјото Слово, тоа нам и послужува како еден од најасен доказ за вистината на Божјото Слово. Како што било во деновите на Ное, се огласил Господ, така ќе биде и во деновите на Синот човечки. Деновите на Синот човечки е наречено она време кое ќе претходи пред неговото доаѓање и ќе заврши со неговото доаѓање. Во почеток на ден без ноќ, на крај на времето и сите времиња. Времето ќе се заврши со завршување на оние појави со кои е обележено. Време веќе нема да има, кога и денот, и ноќта, и утрото, и вечерта, и неделите, и месеците, и годините, и вековите ќе бидат заменети со вечен ден. Како што беше во Ноевите дни, така ќе биде и во деновите на Синот човечки. Јадеа, пиеа, се женеа, се мажеа, се до оној ден кога Ное влезе во коработ и дојде потопот, па ги погуби сите. Исто така, како што беше во Лотовите дни, јадеа, пиеа, купува, продава, садеа, цида, но во истиот ден кога излезе Лот од Содом, падна од небото оган и сулфор и ги изгори сите. Светото писмо ни кажува да Ноевите современици и Лотовите сограѓани се предале на безмерен неморал. Неморалот се раѓа од отстапување од Бога и свртени кон земното и грижа за материјалниот напредок. Како да мисли за Бога, како да го слави своето и гради своето спасение човекот кој е постојано и исклучиво обземен со земните работи и материјалниот напредок. Духот мој нема вечно да пребива во луѓето, зашто тие се тело, рекол Господ за Ноевите современици. Сеопштиот неморал, заедно со материјалниот напредок, ќе бидат знаци за крајот на светот и страшниот Христов суд кој се приближува. Неморалот во широка смисла на тие зборови ќе биде наследство на човештвото во последните времиња, на живењето на човечкиот род на земјата. Зашто луѓето ќе станат, вели свети апостол Павле, саможиви, сребролюбци, самофалци, горди, хулители, непокорни спрема родителите, неблагодарни, неправедни, недружелюбиви, непомиливи, клеветници, невоздржливи, нескропливи, недобролюбци,
клеветалници, пребрази, надуени, повече сладколюбци, отколку боголюбци, на изглед побожни, а от силата на Бога се одрекле. Гревот ќе го достигне својот подразвој и ќе биде толку страшен, во колку неговото владење ќе биде силно, што и маската на побожност ќе постои. Кој ќе го разбере тој изглед, да во таа надворешна побожност е уништена, сета нејзина суштина и сета сила. Тие така исто биле уништени во религијата на јудеите во Христовото време, што никако не можел да го разбере народот, што исто така не умееле да го разберат ни книжниците, ни левитите, ни јудејските просветеници, надукани со својата ученост и знаење. На таа ученост и тоа знаење се содржало само во изучување на Божиот закон, по слово кое убива, родено во животот кој е спротивен на Божите заповести. Таквиот живот ја прави верата мртва. Човештвото нема да ја види својата несреќна положба во морален и духовен поглед, бидејќи заслепен со успесите на материјалниот напредок за временото и земното, а отпродајќи го напредувањето христијанско за дух, за вечност, за Бога, кога светот ќе го објавува свечено и го превознесува својот успех за ведување на најголема среќа, ненарушеност, мир и сигурност. Тогаш на нив ќе најде ненадевно погибел. И одеднаш тогаш ќе настапи крај на светот, кој во своето помрачување во обиеността на земните успеси никако нема да го очекува. Поради слепилото на светот, денот Господов ќе дојде како крадец во ноќта. Гледаме, драги христијани, што се случува во светот и што се случува кај нас. Што се случува поединечно во самите нас, во нашите семејства. Се што се случува, а се случува поради тоа што човекот и човештвото се откажа од Бога. Погледнете што се нуди на човечкиот род. Во име на таа демократија, а демократија дефиниција е пат кон живење без Бога. Се она што е морално во сегашно време испаѓа како дека не е добро, а се што е неморално, се што се прави без законија е современо и добро. Оние силници кои владеат со светот, кои се представуваат силници, но силници без Бога, слуги на ѓаволот, погледнете што прават по светот. Уништуваат држави, убиваат народи, деца, жени, старци, млади и наметнуваат на нивниот народ државите, а исто, за жал, и тоа кај нас доаѓа се оно што Господ го прескажал и кажал и светите отци се исполнува. Погледнете, се имаме. Денеска нема кој кола не вози. Погледнете во градот. Ќе збориме за кај нас тука, не збориме о светот. Кола до кола. Станови современо наполнети со апарати. Се ни е на думи. А погледнете, ние немаме време за себе, камо ли за други. Каде е дружењето? Каде е спокојот? Каде е мирот на душата човекова? Го нема. Беседата која произнесов малку беше остра, тоест присидолюбива, и тоа што го произнесов не е мој, но она што Господ го кажа, секи толци што го протолкувале и на нас на појасен начин го изложиле. Јас го изложив во беседала, но малку и да објаснам, да биде појасно. Се што се случува е поради нашите гревови. Ништо не се случува случајно. Кога биле со Бога, со молитвата, постот, причеста, како што биле нашите
iz vekovite, iako bile podrostvo, bi bile mnogo silni. Zašto zlo u svetu? Zašto mađi? Tako narodno razberete. Nego koliko ima zlo u narodu? Koliko ni strada uzeta pretežno mladina se pravi mađi da ne se zima, da nema strahuvanja u braku, da nema dečenja, ki vrazuvat mladite da nema bračni obrazki. Kakvi ti ne zlo se slučuvati? No, što je celka na djavolu i njegovite slugi na zemlji? Teka neko onda je postoji, neka mu nema. A što ne postoji? Djavol ne nema Bog. No to je sve izmana i laga, kako što i lagata i ime klevetnike imeno na djavolu. A čovečki otrov, kada poledene o sveto, što se slučilo, ko što kada sve imame, ama hajde, sve brzame. Kad je brzame? Zato sme samite krivi. Po Božjata nebeska prava. Gospod nikogo ne treba so sila po carstvo Božjo, ako čovjek od njega sreka carstvo Božjo. Niti u djavolu može da natera čovjeka da zgreši, ako čovjek od ne sreka da zgreši. To je ta sloboda koja Bog nije dao, da nije samo odlučuvan. Koliko svoga svetlo taka priroda, a nas ljudi to su duša živa, so razum, so svesti, ta moralni zakoni. I ta slobodna volja da sami odlučuvamo, a ne Bog teka pišava, teka taka će vide. To je djavolsko. Bog ostava na nas ni okvir zakoni kako da živeme, da nije dobrovoljno ko sakane Boga. Ako bi Bog ne terao, kao što vela to nima pišano, teka Bog piša da ovoj vide tako, ovoj ovako, a kako Bog će ni sudi na poslednji njegovio sud, koji će završiti ovoj zemlji svet, ako napiša da Zoran vide loš, Janko vide dobar, kako će me sudi mene za to ako napiša da vidim loš, teka će vidim loš. To je neispravno. No, odgovornost je da samite nas. I nije kako živeje. A živeje je za žal, golem broj od našeg narod život bez Boga. I to naše to živenje nije dok prisuvame život bez Boga, da našite deca ne продължат да живеят среќа на земята. Бидејќи со нашите гревови, ишто казна на себе, или на Бога и казна на своите чеда. Значи ние, аз ще веруваме Бога, ние ги сакаме и своите деца. Како денес ние ги воспитуваме своите деца? На што ги учиме? На ништо. На полето во школството. Не само да настигне. Учат да не научат ништо. Без Бога нема ништо. Разни оправдувања, тека за веронаука, уставот, па добро, кој владе сега? Чима е државата? Чија е власт? Наша е. Па ние ако сакаме Македонија, ако сакаме верата, ако сакаме црквата, ние ќе што е уставот? Не е светофисмо, да не се менува тоа, на времето безбожниците напишале така, црквата одвоена, како може да биде црква одвоена од држава кога сме едно? Дали е тоа по Бога? Не е по Бога. Он не збора ништо лично према некому, не збора още оно што е вистината. А вистината за жал е таа. Самите сте си виновни и общо, како ќе ни биде поединечно во семејството, така во државата. Денеска празникот од секување глава на Свети Јован, особено самото читање Светото Евангелие е кажено на случката како се случило, да се помолиме на Свети Јован Крстител, да го моли Христа Бога, се оно што побараме да Бог ни услиша и да ни дарува. Амин. За многу година.